možeš da ostaneš priseben, kога sите околу тебе главата ја губат и тебе те окривуваат за тоа. Ако можеш да си веруваш себе си, кога секој подоко те гледа и да не забележуваш на нивните погледи полни со сомнежи. Ако можеш долго да чекаш, при тоа трпеливо да им се восхитуваш на миговите. Ако си измамен, да не мамиш. Ако си омразен, да не мразиш. Да простуваш и љубиш. Сепак, да не изгледаш премногу добар. Да не говориш премногу мудро. И да бидеш достоен на секој свој збор. Ако можеш да сонуваш, а да господариш со своите соништа. Ако можеш да нурнеш во мислите, но да не се удавиш во нив. Ако можеш да се соочиш со блескавиот успех и со неуспехот и еднакво да се однесуваш кон двајцата измамници. Ако можеш да ја поднесеш вистината на зборовите што си ги кажал, која злобниците ја изобличиле во стапица за наивните. Или да ги погледнеш уништени работите на кои им го подари животот и подгрбевен да ги обновиш со дотрејниот алат. Ако можеш од победите да направиш грамада и да ризикуваш таа да се сруши само од една воздишка и повторно да се родиш, но никогаш да не проговориш за својата загуба. Ако можеш да ги принудиш срцето, дамарите и тетивите да ти служат долго, иако кон нив си немал милост, и да се одржат кога веќе во тебе ништо нема, освен волјата која довикува издржи. Ако можеш да се измешаш со толпата и да ја сочуваш доблеста, при тоа да не ја загубиш скромноста, но да го сочуваш достоинството. Ако ни непријателите, ни пријателите не можат да те повредат. Ако сите луѓе те ценат, но не премногу. Ако можеш да исполниш една минута со 60 секунди драгоцена содржина, твоја е земјата и се на неа. И најважно од се, ќе бидеш човек